Директорот на комунална хигиена Сабахудин Рустеми поднесе неотповиклива оставка за време на распитот во кривичниот суд. Неговиот адвокат Асмир Али Спахик изјави дека оставката е морален чин за да не се попречува истрагата. Рустеми и управителот за отпад Аки Саити се во 30-дневен притвор под сомнение за загрозување на животната средина според член 230 од кривичниот законник. Директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев се сретна со раководствата на градовите каде што ќе се одржи вториот круг од локалните избори. Разговарале за безбедносните состојби и мерките за спроведување на мирен и демократски изборен процес. Јанев порача дека нема да има толеранција за незаконски дејствија, а полицијата ќе биде распоредена околу избирачките места и ќе користи дронови за надзор. Секторот за внатрешни работи Скопје поднесе кривична пријава против поранешниот директор на Агенцијата за храна и ветеринарство за проневера во службата. Со уште 6 мина вработени, тој е осомничен дека од 2017 до 2020 година противправно земал поголеми дневници за службени патувања во странство, прибавувајќи 62.530 денари штета на буџетот. Осомничени се и неговиот заменик и неколку службеници кои му помогнале во постапката. На 14-тиот меѓународен форум за енергија, управителот на МЕМО Зоран Ѓорѓиевски истакна дека македонскиот пазар на електрична енергија е стабилен и подготвен за европска интеграција. Од стартот на пазарот денот напред во 2023 година, тргувањето достигнало 1 терават часови, со раст од 40%. МЕМО работи на поврзување со грчкиот пазар, воведување интрадеј маркет до 2026 година и целосно членство во Европската асоциација EIB за гаранции на потекло на зелената енергија. Советот за безбедност на Обединетите нации задутре ќе решава за продолжување на мандатот на мисијата ЕУФОР во Босна и Херцеговина. Иако претходно се закани со руско вето, Милорад Додик сега вели дека очекува Москва да ја поддржи неговата страна. Високиот представник Кристијан Шмид во својот извештај ја обвини политиката на Додик за продлабочување на кризата и блокирање на реформите, додека Додик во свој извештај го обвинува Шмид за странски интервенционизам. Убиството на 48 годишен маж во Ново место од страна на група роми ја зголеми тензијата во Словенија и отвори прашања за интеграцијата на ромската заедница. Премиерот Роберт Голоб најави построги мерки и повеќе полициско присуство, додека активистите предупредуваат дека казните нема да ги решат длабоките социјални проблеми. Ромските организации го осудија насилството и повикаа да не се шири омраза кон целата заедница. Преговорите меѓу Авганистан и Пакистан во Истанбул завршија без договор и покрај посредството на Турција и Катар. Двете страни се обвинуваат меѓусебно за насилството долж границата, каде што загинаа десетици луѓе. Пакистан ги обвинува талибанците дека ги штитат милитантите од СТЕП, додека Кабул тврди дека нападите на Пакистан се непровоцирани. Властите во Исламабад предупредуваат дека неуспехот на разговорите може да доведе до војна. Повеќе од 2000 луѓе, најмногу жени и деца, се убиени во градот Ел Фашер во Западен Судан откако паравоените сили за брза поддршка го презедоа градот по 18 месеци опсада. Локални и меѓународни организации предупредуваат на масовни злосторства и хуманитарна катастрофа, додека Дарфур целосно паѓа под контрола на паравоените сили. Следува период на стабилно и суво време, предпладне поодделни котлини ќе има услови за појава на магла или ниска облачност, најавуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Поради разведрувањето, утринската температура наместа ќе се спушти под нулата, а дневната ќе бележи тенденција на благ пораст.